Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Локална мрежа за застапување во Кочани ја организира втората дводневна работилница со граѓаните, како дел од соработката меѓу невладиниот сектор и локалната власт. Активноста е дел од програмата за правна помош и подршка за зајакнување на капацитетите за застапување и одржливост на граѓански организации, што е финансирана од европските фондови. Во рамки на проектот Локалната мрежа за застапување како механизам за зајакнување на улогата на граѓанскиот сектор за ефективни локални политики, во Кочани се одржува дводневна обука за граѓаните и представниците од урбаните и местните заедници во општината. Тема на обуката е напредни комуникацијски и презентацијски вештини. Се работи за втора работилница на Локалната мрежа за застапување од Кочани, која е неформално граѓанско тело, а чија задача е да представува механизам за зајакнување на улогата на граѓанскиот сектор. Координатор и носител на активностите е Центарот за култура, комуникација и едукација на ромите Светла Иднина, а мрежата за застапување треба да помогне во детектирањето на прашањата и проблемите што ги засегаат граѓаните во локалната заедница. Ова тема ја земавме бидејќи мислиме дека е потребна на нашите членови на локалната мрежа за застапување, за да можат подобро да ги изјаснат своите проблеми и потреби кои што ги имаат на локално ниво и кои што ги засегаат граѓаните во нивната населена област. Сеидова додаде дека една од целите на обуката е да се подобри медиумската писменост, односно граѓаните да ги препознаваат лажните вести во широкиот медиумски простор. Значи ги имаме и таква тематика за да може баш како што кажавте да се препознае лажна вест, да може да се разликува лажната вест од вистинската, да се направи една корелација помеѓу нив и препознавање. Исто така ќе имаме и тематики на тоа, баш имаме представници од општината кои што ќе кажуваат на кој начин, до кои сектори, кои проблеми и потреби ќе можат да се лоцираат, за да можат тие точно да ги постават своите барања или иницијативи кои што ќе сакаат до локалната самоуправа. Во Локалната мрежа за застапување во Кочани членуваат представници од граѓански организации и од урбаните заедници, а можат да влезат и други заинтересирани граѓани и представници на невладини здруженија. Проектот за формирање локална мрежа за застапување финансиски е поддржан од фондовите на Европската унија преку програмата Правна помош и поддршка за зајакнување на капацитетите за застапување и одржливост на граѓанските организации. Носители се Македонското здружение на млади правници, Данскиот совет за бегалци, Фондацијата за развој на локалната заедница од Штип и коалицијата Сите за правично судење. Учениците со пречки во развојот од Кочани ќе добијат специјализирана училница, така наречена сензорна соба. Просторијата ќе биде опремена со финансиска поддршка од Швајцарија, а ќе биде лоцирана во основното училиште Марна Попиванова. Основното училиште Малина Попиванова ќе добие сензорна соба, односно соодветна училница со уреди и опрема за децата со пречки во развојот, како дел од проектот Здрави деца, сигурна иднина. Уредувањето на просторијата е со финансиска поддршка од програмата Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој, што се реализира преку Центарот за развој на Источниот плански регион. Освен Кочани, во проектот вклучени се и општините Штип и Делчево, каде исто така ќе се реализира опремување на сензорни соби за децата со пречки во развојот. Целта на овој проект е преку набавка на опрема и градење на така наречени сензорни соби во комбинација со обука на кадарот да се постигне подобар амбиент и да се обезбеди соодветна кадровска поддршка на децата со пречки во развојот. Според градоначалникот на Кочани и председател на Советот на градоначалници од Источниот плански регион, сензорната соба во Кочани ќе биде лоцирана во основното училиште Малина Попиванова, каде веќе има паралелка со ученици со пречки во развојот. Вкупниот буџет на проектот за трите општини е над 2.700.000 денари. Според стручните служби, сензорните соби представуваат специјално дизајнирана околина, што треба да им овозможи на корисниците контролирано да се изложуваат на едно или повеќе сетилни доживувања, со цел да се поттикне сензорната интеграција, која е основа за оформување на реакцијата кон надворешната средина. Долгорочниот ефект од овој проект би била зголемена интеграција на децата со пречки во развојот во образовниот систем и во општеството.
Изградбата на сензорни соби во трите општини од источниот плански регион е овозможена со средства од Швајцарската агенција за развој и соработка, како и од Министерството за локална самоуправа. В сабота 1 јуни со прогласувањето на најдобрите представи и актери и доделувањето на наградите ќе биде спуштена завесата на 56-тото издание на ДАФ. Жири комисијата задоволна од досегашните одиграни представи од организацијата, како и од многобројната публика која годинава ги следи представите. Досега фестивалот тече во безпрекорна организација со успешни и убави представи, заради кои што жири комисијата ќе има тешка задача да ги прогласи победниците, истакнаат членовите на жири комисијата, при тоа нагласувајќи дека радува многобројната заинтересираност и публика на овогодишниот фестивал, што не беше случај порано. Јас првата вечер на отворањето бев изненадена од посетеноста на фестивалот, веројатно ги сакате драмските аматерски игри што се организираат во градот и бев стварно позитивно изненадена. Можам да кажам дека нас од жири комисијата не е малку напорно затоа што имате, тоа е одлично и доблесно од страна на председателот и на целиот фестивал. Имаме уствари по 4 представи дневно за гледање. Имаме од Сабајле 2 и вечерта 2. Задоволна сум од посетеноста, мислам пријатно изненадена од посетеноста на представите. Има многу представи што јас, например, се радувам воопшто за театарот во Македонија, културата, затоа што и аматеризмот пораснал во Македонија, се бават многу училишта со театар и тоа ме радува. Можам да кажам дека наградите се мал број, 7-8 награди ќе доделиме, а веќе учесници има над 20, така да тоа е позитивно. На последниот ден од Драмскиот аматерски фестивал играат представите Дали е то била шева, комедија во изведба на аматерското позориште Хранислав Драгутиновиќ, Прокупле, Република Србија и Умри Машки во изведба на актерите од аматерскиот театар од Домот на културата Мирка Гинова, Димир Капија. В сабота 1 јуни има уште една представа во 14:30 часот, пошто во 21 часот е прогласувањето на најдобрите и доделувањето на наградите. Во ректоратот на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје беа доделени награди и признанија на најуспешните студенти во 2017-2018 година. Наградата студент на годината од Архитектонскиот факултет и припадна на Марија Петрова од Кочани, а Иван Јанев, исто од Кочани, беше избран за студент на годината на факултетот за физичко образование, спорт и здравје. На свеченоста во чест на одбележувањето 70 години Универзитет Свети Кирил и Методи, ректорот на Универзитетот Никола Јанкуловски им ги врачи наградите 26 јули на најдобрите студенти во учебната 2017-2018 година. Од скупно 23 факултети беа наградени 23 студенти, од секој факултет најдобриот. Наградата од областа на архитектурата, општествените науки и уметностите и припадна на Марија Петрова од Кочани, студент на Архитектонскиот факултет, чиј просек изнесува 9,84. Иван Јанев со просек 9,4 пак беше прогласен за студент на генерацијата на факултетот за физичко образование, спорт и здравје. Наградата и пофалницата му ја врачи ректорот на Универзитетот Никола Јанкуловски. Иван Јанев за Канал 8 рече дека наградата му представува поттик за уште поголема амбициозност и успех понатаму. Најпрво сакам да кажам дека наградата беше доделување, односно свечено доделување награди за најдобро дипломирани студенти за учебната 2017-2018 година на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Значи тука вкупно од 23 факултети награда добија 23 студенти, најдобриот од секој факултет. Јас добив награда како најдобар дипломиран студент од факултетот за физичко образование, спорт и здравје, исто така за учебната 2017-2018 година. Сето тоа доаѓа како резултат на 4 годишна напорна работа, труд, вложеност едноставно, упорност и представува еден мотив повеќе за продолжување со едуцирањето. Просекот беше 9,4. Значи студирањето помина во најдобар ред, беше секако што треба. Во секој спорт како што имаме практика, имаме и теорија, значи нема спорт без теорија, но за да
постигнеш поголем успех, нормално дека треба поголем труд и поголема вложеност. Да продолжам со едуцирањето, дали на мастер, дали потоа ќе видиме со текот на времето, па да почнеме со работа, да се вработиме како на нашата струка. Во своето обраќање пред наградените и останатите присутни, ректорот Никола Јанкуловски истакна дека со доделувањето на наградите им се укажа висока почит и чест на студентите, кои како што истакна се нашата најголема гордост. Наградата 26 јули е од средства на фондацијата Франк Манинг, а се доделува на редовни студенти од завршниот семестер од прв циклус на студии, кои покажуваат особени резултати во студиите со просечен успех остварен во текот на студирањето од најмалку 8 и кои заклучно со февруарската испитна сесија ги завршиле сите обврски предвидени со студентската програма без презапишување на предмети и кои во летниот семестер ги запишале сите предмети од завршниот семестер. Триесетина млади автори, членови на поетски клубови во основните училишта и општинските библиотеки од нашата држава, учествуваа на 45-тиот детски поетски фестивал Мајски цвет, чиј организатор е матичната библиотека Искра од Кочани. Избрани се најуспешните за оваа година и им се доделени награди. Библиотеката Искра од Кочани беше домаќин на 45-тиот детски поетски фестивал Мајски цвет, што се организираше во соработка со литературниот клуб Копнеш. На фестивалот пристигнаа вкупно 28 творби, од кои според пропозициите на фестивалот во конкуренција влегоа сите 28 творби од училиштата, литературните клубови и библиотеките од општините кои што учествуваа. Во соработка со литературниот клуб Копнеш, тричлената жири комисија во состав Славица Цветкова, Аника Илиевска-Ѓоргиева и Власта Ценик ги разгледуваше пристигнатите творби и одлучи Гран при наградата Димитар Гогов да ја додели на поетската творба Чудно време од Лина Рангелова, ученичка во основното училиште Јоаким Крчовски од Крива Паланка. Втората награда и припадна на Наталија Карова од основното училиште Никола Карев од Кочани за песната Да се биде човек, а трето наградена е Мартина Ефремова од основното училиште Страшо Пинџер од Соколарци, општина Чешиново Облешево, која учествуваше со песната Убавините на природата. На повикот нашиот повик, значи пристигнаа 28 пријави на песни од дечиња од основните училишта во Република Македонија, дали преку основните училишта, дали преку литературните клубови што работат при библиотеките во Република Македонија. Претежно беа поканите оние најблиските општини околу Кочани, тоа се најдалечните, би рекол, Струмица, Куманово и Крива Паланка. Само би соопштил дека жирито беше составено 3 члена, председател и 20 членови, значи председател Славица Цветкова, члена Ника Илиевска, Ѓоргиева и Власта Ценич. Во моментот 20 од членовите на жири комисијата се присутни, третиот оправдани присутни не е овде. Се надевам дека она тоа што го има сработено дека е пристојно сработено и дека наградите се во, би рекол, во вистински раци. За менека победници се сите 28 учесници, дека она што го имате испратено сработено дека е навистина солидно, на ниво, и се надевам дека следното издание 48 ќе ни биде побогато, не само со присутни, него и ќе правиме напори да биде нешто побогато и со дополнителни настојни, односно дополнителна програма. На фестивалот Мајски цвет беше доделена и награда за најдобар ментор, што ја доби Горица Колевска, наставничка во основното училиште Јоаким Крчовски од Крива Паланка. Награди за придонес во одржувањето на манифестацијата добија литературниот клуб од библиотеката Кочо Рацин од Пехчево и основното училиште Кочо Рацин од Кратово. Во рамки на детскиот поетски фестивал беа доделени и пофалници за поетските творби на Нина Бојановска од Свети Николе, Стефанија Павловска од Кочани, Слагена Тошева од Лозово, Анастасија Јефтимова од Зрновци и Стефанија Јанковиќ од Пробиштип.
Учениците од Средното училиште Лјупчо Сантов се носители на младинската иницијатива Плати кафе со уметност, што в сабота ќе се одржи во трговскиот центар во Кучани. Темата на која ќе бидат цртежите и творбите е против насилството и дискриминацијата. Во рамки на програмата за локален активизам, младински локални иницијативи, иницијативата Обединети во различностите в сабота во Кочани го организира настанот Плати кафе со уметност. Носители на овој настан се учениците од Средното општинско училиште Лјупчо Сантов во соработка со невладината Млади Инфо, а со финансиска подршка од фондовите на Европската унија. Целта на настанот е да ги спои сите млади од Кочани и да им овозможи прифаќање на различностите. Темата на која ќе се изработуваат цртежите, како и поетските творби и прозните есеи, е борбата против дискриминацијата и насилството од секаков вид. Во таа насока, младите од Кочани ќе изработуваат цртежи на бетонските клупи спроти кафе барот Рокси во трговскиот центар. Темата на цртежите кои ќе се најдат на клупите ќе биде поврзана токму со антидискриминацијата и ненасилството. Финансиска подршка во овој младински активизам дава и општина Кочани. Следува информацијата од спортот. Викендов ќе се игра последното коло во првенството на првата фудбалска лига во женска конкуренција. Женскиот фудбалски клуб Кочани ќе гостува во Струмица на надпреварот со четвртопласираната Тиверија. По завршувањето на првенството во третата фудбалска лига Исток во Машка, викендов се игра и последното коло во првата фудбалска лига во женска конкуренција. Распоредот на табелата одамна е познат, така што надпреварите ќе немаат големо влијание во евентуалното поголемо прераспределување, односно можни се само минимални поместувања за едно место погоре или подолу. Екипата на женскиот фудбалски клуб Кочани ќе гостува во Струмица против Тиверија, која го држи четвртото место на табелата. Ниту освојувањето на 3 бода или пак евентуален пораз од нашиот тим нема да го промени пласманот на струмичанки. Од друга страна пак, и на фудбалерките од Кочани повеќе од известно им е 10-то место, без разлика на епилогот од надпреварот со Тиверија. Иако во претходното коло тие му дозволија на директниот конкурент Атлетико да освои bod во Кочани, сепак битолчанки имаат далеку полоша гол разлика и ќе останат на 11-то место. По променливите игри со долга серија без победи за женскиот фудбалски клуб Кочани, во ова првенство му донесува пласман како што и се очекуваше. Иако 10-та позиција не може да се смета за голем успех, со оглед што екипата некогаш беше во врвот на табелата, сепак со постојниот играчки кадар и освоените 24 бода, ова е добар резултат. Средбата со Тиверија во Струмица се игра в недела со почеток од 16 часот и 30 минути. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете понатаму со нашата програма. Довидување.